Реплика има Никола Мицевски. Сосема накратко, не би сакал да се повторувам со сите дискутанти кои што изнајдоа едно заедничко решение, меѓутоа колеги и пратеници, се јавам на реплика на колегата Бетијан Китев, не од друго, него да не се јавам за говор, па да има вака некоја форма околу целото. Мораме да бидеме најасно дека ова решение е адхок решение, дека со ова решение го гаснеме оганот кој што подолго време тлее кај лозарите и мораме да кажеме дека во ваква и слична ситуација се наоѓаат и другите земјоделци. Јас морам да спомнам дека ваков и сличен проблем имаме и со јаболката во Ресен. Мислам дека ваков проблем има и со млекопроизводителите и за сите овие решенија, за сите овие проблеми ние треба да најдеме заеднички издржани решенија. Почнавме, колеги пратеници, Законот за земјоделство и рурален развој да го отвараме како на времето што се отвараше Законот за градење. На секоја седница имаме по една точка од ова. Сметам дека треба во најбрз можен временски рок ние како пратеници да понудиме решение за сите овие проблеми наталожени и јас нема, колега Бетијане, да навлегувам како, зошто, проблемите, причините. Меѓутоа, интервентниот фонд или некој слично таква фонд на средства кои што ќе ги покриваат сите овие работи, а не да доаѓаме на седници при секоја најмала искра од земјоделците, ние да бараме против решение, а тоа ќе го бараме во самиот Закон за земјоделие и рурален развој или преку одредени мерки кои што делуваат моментално, меѓутоа не го решаваат проблемот. Болеста повторно останува, на нареден откуп или на наредна ситуација ние повторно сме во истата оваа ситуација. Значи, целта ми е да укажам на проблемите кои што ги имаме континуирано кај сите земјоделци и да бараме заедничко решение, а не сега хвалоспеви затоа што со државни средства обештетуваме приватни компании кои што должат на земјоделците ни криви ни должни. Тоа мораме да го потенцираме и да го констатираме. Ви благодарам.